Следите ново издание на ТВ магазинот Трилинг. Владата го започна својот мандат, на кој не му се работи, навреме нека се откаже од функцијата. Ова предупредување од Христијан Мицковски е посебна мотивација за функционерите на ВМРО ДПМН. Првите биланси покажуваат во каква шахмат ситуација е новата власт, поради дубиозите во капиталните инвестиции, пред се во изградбата на автопатиштата и инфраструктурните проекти. Но се уште и натаму е тајна ангажманот или аранжманот со 1 милијарда од Унгарија. Шефот на дипломатијата Муцунски во Брисел со порака дека остануваат на евроатланскиот курс. Но премиерот од дома диктира темпо со пораки од Атина и Софија. Одзивот оттаму е прилично остар и повторно ултимативен. Или почитување на меѓународните договори, или возот за Брисел ќе остане на скопскиот перон. Допрва престојат и реформи во судството. Судството кое има најниска доверба. Независноста е на колена. А колку Републичкиот и Судскиот совет треба да се реформираат и како? Дали нивното целосно распуштање е решение? Ова е само најава за новото издание на ТВ магазинот Трилинг. Еве што ќе гледате во продолжение. Колку Андреевски беше дел од јадрото на македонскиот патриотизам, како Блаже Коневски, Анте Поповски или пак Гане Тодоровски. Македонството на Петре Андреевски, како и на другите дејци, ни остануваат во една капсулирана форма преку неговата книжевност и тоа е вистинското културно и книжевно богатство на овој народ, на нашиот македонскиот народ. Тоа е тоа јадро на македонството, на нашинството, на јазикот и на културната и секаква свест во најширока смисла. Делата на Петре М. Андреевски остана како еден траен репер за следните творци како и каде да ја бараат својата инспирација. До кога митоманијата кај нас ќе биде модел на функционирање? Додека не поведуваме судски постапки, додека не се санкционираат. Се додека владата е главниот работодавач во државата и има доминантна улога во економијата, ќе обстојуваат и можностите за корупција и таа ќе биде распространета не само на највисокото ниво, туку ќе приоѓи на пониските ешелони на власта. Имавме навистина скандалозни случувања кои што го ведува прашањето дали ние во судскиот совет имаме луѓето кои што треба да ги имаме таму. Мислам дека во нашава ситуација не е мудро да се отвара тој фронтот со Атина. Самиот договор предвидува таков услов, има таква одредба која што ја обврзува бугарската страна не само да не го попречува, туку да го поддржува таквиот пат. Таквиот договор секако дека веќе е прекршен. Одбраната во наводници немаме потреба да го браниме својот јазик, се додека имаме ваква книжевност каква што имаме, се додека имаме писатели какви што имаме кои што пишуваат на македонски јазик. Изминува првата недела од функционирањето на новата македонска влада предводена од Христијан Мицковски. И веќе на стартот турбуленции во односите Скопје, Софија, Атина. Откако официјалниот став на ВМРО ДПМН и на премиерот Христијан Мицковски останува непроменет, дека нема да прифатат промена на уставот под бугарски диктат. Особено оваа недела дојдоа пораки речиси во изден и од Бојко Борисов и од Мицотакис, дека со ваквата реторика лоше стартот во релациите меѓу Скопје и Софија, но и меѓу Скопје и Атина. Во ово издание на Трилинг мој соговорник е Лепосава Ставровска Огњановска, професорка на Балканскиот универзитет. Огњановска, на старт, гледате ли излез од моменталната безизлезност во овој политички рулет на релација Скопје-Софија пред се, а и после пораките од грчкиот премиер Мицотакис дека лоше стартот на новата македонска влада со пораките кои што ги испраќа? Па ваквата безизлезност би рекла дека сепак не е нова. Односите на релација Скопје-Софија веќе подолго време имаат еден призвук на затегнатост и ги доведуваат во прашање односите меѓу двете држави, а секако дека со тоа ја доведуваат во прашање и европската интеграција на нашата држава. Она што е ново е секако промената на власта
и една нова реторика која што овој пат ги опфати и односите со Атина, кои што барем досега мислам дека беа стабилни. Дали гледаме излез? Секако секогаш мора да бидеме, ако не оптимистични, барем трагично оптимистични, дека некаков излез може да се најде, но за тоа е потребно дефинитивно големо ниво на политичка мудрост, особено кога станува збор за односите со соседите кои што ја засегаат нашата европска иднина. Бојко Борисов, кој претендира да биде повторно премиер на Бугарија, порача дека македонските власти или Северна Македонија не може да очекува поддршка од официјална Софија доколку продолжи ваквиот вокабулар од страна на македонските власти, односно неконструктивноста. Кога станува збор за бугарската страна, треба да имаме предвид дека тие изјави се дадени исто така во еден специфичен политички контекст, односно како што напоменавте, само што заврши шестиот изборен циклус во последните 3 години и бугарските политички елити исто така се во фаза на формирање политичка влада или обид за формирање на политичка влада и некакво стабилизирање. Така што таквите изјави секако од една страна се насочени кон нас, кон македонската страна, меѓутоа сепак мислам дека се искористени и во домашен контекст и се делот и од домашниот политички фолклор. Тука пред се зборуваме за договорот за пријателство кој што Бугарија и нашата држава Северна Македонија го имаат подпишано, чија што цел беше да се приближат двете држави, да се обезбедат пријателски односи, се со цел да изградиме некаква заедничка европска иднина, односно да се придвижи евроатлантската интеграција на Северна Македонија, која што би била од значење и за Бугарија, бидејќи би била некаков гарант за стабилност на регионот. Самиот договор предвидува таков услов, има таква одредба, која што ја обврзува бугарската страна не само да не го попречува, туку да го поддржува таквиот пат. Од она што видовме изминативе години, таквата поддршка не само што изостана, туку се соочивме со реално блокирање. Така што јас би рекла во нашата ситуација таквиот договор секако дека веќе е прекршен и последиците од таквото прекршување се почувствуваа најмногу на наша страна, односно со повторното завивање во чекалната на Европската унија, меѓутоа мислам дека овој пат има и малку по-голямо ехо, односно ја доведува во прашање и целата политика на проширување на Европската унија кон регионот, а мислам дека ја нарушија до некаде и регионалната стабилност. Последните анкети на Меѓународниот републикански институт посочуваат дека на прашањето која држава македонските граѓани ја сметаат за најнепријателска или пак за некаква закана, одговорот убедливо е дека тоа е бугарската страна. Дали отворањето на фронт и кон Софија и кон Атина всушност директно ќе се одржи врз македонскиот евроинтегративен пат и што доколку на подолг рок останеме на оваа статус-кво состојба? Да, дефинитивно ќе се одрази и се одразува. Сега тука би го споменала во овој контекст и Преспанскиот договор. Сепак треба да имаме предвид дека за разлика од договорот за пријателство, Преспанскиот договор по својот карактер е многу поразличен, односно создава одредени меѓународни обврски од поинаков тип и е склучен врз основа на една сосема поинаква правна основа, односно тоа се двете резолуции на Советот за безбедност и имаше навистина придонес кон процесот на заокружување на приемот на Македонија во Обединетите нации, односно заокружување на процесот на државотворност. И односите со Атина, како што напоменав, известно време беа стабилни и беа пријателски и беа во насока на наша поддршка, така што мислам дека во нашава ситуација не е мудро да се отвара тој фронтот со Атина, особено затоа што веќе можевме да слушнеме и од двете страни дека сепак станува збор за една политичка реалност која што треба да се прифати. Ситуацијата е таква можеби затоа што во моментов политичките елити на македонската и на грчката страна се оние кои што во моментот на склучување на договорот секако дека не беа за, но мислам дека постои едно освестување во смисла на тоа дека реотварањето на таквите прашања нема да доведе до поповолна положба. Зборувам особено на нашата страна, на македонската страна и мислам дека треба тука да бидеме помудри и попредпазливи, да немаме уште еден
еве да речам непријател или држава која што нема да биде наш поддржувач и да не се користи ова прашање за некакви ситни политички поени, иако пак од друга страна самата таа закана за блокирање на европските интеграции сега веќе не дека не е сериозна, меѓутоа со оглед на секако застојот во европските интеграции доаѓаме до заклучок дека тука не може да важи онаа математичко правило дека минус и минус би дале плюс. Односно европските интеграции во нашиот случај веќе се блокирани, но не треба да отвараме дефинитивно прашања кои што долго време ни требаше да ги затвориме. Ниту актуелната власт не го оспорува фактот дека преспанскиот договор е реалност, но постои ли опасност употребата на уставното име Република Северна Македонија во писмена, но не и во устна форма да биде повод и причина за постојани конфронтации меѓу Скопје и Атина и да се отвори простор за блокада од страна на властите во Атина? Секоја изјава која што е дадена од лица кои што се некаква еманација на државата, кои што се носители на одредена јавна функција, секако дека се смета за официјална изјава, без оглед дали е во писмена или во устна форма. Сега договорот има еден член кој што предвидува дека двете страни имаат право да ја користат именката Македонија и придавката македонски согласно значењето кое што е различно и на едната и на другата страна. И ние претходно имавме ситуации кога Македонија се употребуваше како одредена реторика без тоа да предизвика никакви провокации. Провокациите настана, мислам, пред се како последица на изборната кампања во која што ова прашање беше вовлечено и затоа напоменав дека сепак станува збор за еден покомплексен и погорлив проблем кој што не би требало да биде отворен повторно, туку треба да усвоиме некаква стратегија и тука би напоменала дека договорот содржи и други елементи кои што се однесуваат, например, на употребата на кратенките или пак на заштита на одредени трговски марки кои што би содржале придавката македонски, за кои што мислам дека изминатиот период не бевме доволно посветени и не направивме конкретни чекори за нивно исполнување. Следите разговор со Лепослава Ставровска Огњановска, докторант по право на Европската Унија, Емануел Макрон, символ на социјал-либералните политики, доживеа сериозен пораз на европските избори. Дали цела Европа ќе плати цената на политиката на францускиот претседател? Европа последните години страда од дефицит на политичко лидерство и визионерство, онакво какво што ја создаде Европската Унија, како што ја знаеме денес и какво што успеа да ја турка таа европска интеграција низ повеќе критични периоди во целиот тој процес на повеќе децениско постоење. Улогата на Макрон се афирмираше во еден специфичен контекст, кога пак на германската страна сведочевме на заминување на канцеларката Меркел, а особено во ситуација кога и на американско тło се случува одредени промени, кои што во Европа ја наметнаа таа дискусија за потребата од стратешка автономија, односно за потребата од градење на една европска надворешна и безбедносна политика со акценти на одбранбената политика која што би ја зајакнала од внатре Европската Унија. И таквата реторика беше пред се реторика на Макрон и беше наметната. Меѓутоа, факт е дека и Европската Унија последните години поминува низ одредени процеси на реформирање и на внатрешно редефинирање и она што Макрон го зборуваше за заживување на европскиот сон, за некакво европско будење и навраќањето кон сите тие европски основи, факт е дека не допре до европските граѓани кои што последните години се повеќе се загрижени околу одредени теми како миграцијата, економските прашања кои што пак даваат поддршка на популизмот. Дали овој црвен картон за францускиот претседател Емануел Макрон всушност значи и порака дека проширувањето на Европската Унија нема да биде приоритет во наредните неколку години? Па јас мислам дека проширувањето и во изминатиот период не беше особен приоритет на Европската Унија, особено бидејќи Европската Унија се најде во позиција да го преиспитува апсорбцискиот капацитет, односно внатрешниот капацитет на Унијата да прими нови членки, како што беше истакнато и од самиот Макрон, значи од францускиот претседател. Оно што се смени последните години беше на
сепак би рекла неочекувана геополитичка состојба, односно отварање на воено жариште на самото европско тło, кое што ја натера Европската унија да почне да действува постратешки и да стане посвесна дека одложувањето на одредени одлуки има одраз и врз самата Европска унија, односно проширувањето не е никаква концесија која што Европската унија ја прави за сметка на државите од регионот или било кој регион кој што е опфатен, туку дека сепак е многу значајно и за окружување на тој еден проект на европско обединување кој што би ја зацврстил Европската унија однатре. Меѓутоа последните години процесот на проширување интензивно поминува низ некакво реформирање, но како што видовме и во нашиот случај немаше конкретни резултати. Еден од најактуелните предлози за тоа како проширувањето може да се реформира беше истакнат од француско-германската експертска група која што посочи дека можеби днината на Европа би била некакви концентрични кругови, некакво расојување преку кое што би се дошло до полноправно членство, а исто така се зборуваше и за воведување на квалификуваното мнозинство со цел да се избегнат блокадите какви што ние ги посведочевме. Сега со порастот на крајно десничарските партии во Европа, целиот тој геополитички императив дека е потребно продлабочување на европската интеграција во Унијата и заради проширување, секако дека ќе биде предмет на дискусија, така што останува да видиме кој од ваквите предлози сепак ќе успеат да се усвојат понатаму, но од друга страна треба да почекаме да видиме и како целиот тој пораст на крајно десничарските партии ќе се ефектуира во институционалниот контекст на Европската унија, односно како водраски има во процесот на формирање на институциите. Ако француските граѓани категорично рекоа не за политиките на Елисејската палата, треба ли новото раководство во Скопје да ги преиспита политиките на Париз кон Македонија, особено во делот на францускиот предлог? Па тука ќе почнам, ќе го одговорам прашањето на еден малку по-теоретски, по-академски начин. Првата лекција која што им ја предаваме на студентите по меѓународни односи и меѓународна политика е дека надворешната политика на една држава всушност е пред се домашна политика. Надворешна е бидејќи се проектира во меѓународната сцена, односно надвор од границите на една држава. Така што мислам дека во нашиот случај ние не треба да размислуваме за тоа дали треба да ја следиме надворешната политика на Франција или на било која друга држава, туку треба да покажеме мудрост и визионерство за формирање на една наша надворешна политика која што ќе ги оствари стратешките цели на Македонија, а тоа е пристапување кон Европската унија. За да се има еден таков стратешки пристап, потребно е пред се да се има верба во државата, така што тука би требало да се посветиме многу повеќе на враќањето на вербата во владењето на правото, во демократијата, во се она што за нашите граѓани представува европски стандард. Вие во една прилика сте рекле владењето на правото не е само барање од процесот на пристапување кон Европската унија, туку е темелна вредност на нашиот устав. Колку ние институционално сме подготвени за пристапување кон Европската унија и дали всушност понекогаш проблемот со Софија, па и сега отворањето несвесно со конфронтациите со Атина ги користиме како алиби за неспособноста во делот на спроведувањето на реформите, битката против корупцијата, криминалот, владењето на правото. Процесот на пристапување кон Европската унија треба да биде пред се еден процес на градење капацитети и на спроведување на внатрешни реформи во општеството со цел да се достигне не само членството во Европската унија, туку и целата таа европеизација која што ни е нам неопходна за утре да бидеме полноправна земја членка на ЕУ која што ќе ги користи бенефитите од членството, а не нели само да ги поднесува обврските од членството, бидејќи има компаративни примери кога некои земји членки кои што не го заокружиле тој процес, а станале понатака дел од Европската унија, сепак работите драстично не се поместила. Така што процесот на пристапување е двостран, двонасочен предизвик и за земјата кандидатка, во нашиот случај Македонија, и за Европската унија. И факт е дека секогаш кога таквите билатерални прашања ќе се испрачат на патот кон Европската унија, опаѓа нивото на реформи, односно наместо европеизација говориме за билатерализација. Таква ситуација имаше и откако се испречи спорот со Грција, а повторно таква ситуација имаме и во последните години. Затоа говори анализата на извештаите на Европската комисија, каде што може да се забележи дека реформскиот процес е во една општа стагнација,
односно ние од година во година се повеќе бележиме ограничен напредок и одредена подготвеност за исполнување на обврските од членството. Значи, ние сме се придвижиле. Мислам дека пристапувањето кон Европската Унија, како општество, треба да изградиме еден консензус, дека треба всушност да биде алатка која што нам ќе ни помогне да ги оствариме нашите уставни вредности и определби, а не да биде флоскула или покритие за никакво лошо владење, кое што секако во себе подразбира корупција. Огњановска Ставровска, на крајот сте биле во еден период советник во специјалното јавно обвинителство, поточно на соработничка на Фатиме Фетај. Дали криминалот и корупцијата цветаат поради неказнивоста во државата? Апсолутно. Неказнивоста е прва причина за одржување на корупцијата и на криминалот. И тука само би објаснила дека мојата кариера во специјалното јавно обвинителство пред неколку години беше во форма на помлад соработник, така што со цела една таква младешка полетност и верба во правото и правдата и желба да се придонесе кон таквите процеси во нашата држава, се приклучив кон едно такво специјално јавно обвинителско тело. Она кое што последниве години го заклучивме од таквиот процес е дека промената на системот е многу потемелна и бара многу подлабински чекори. Мислам дека се додека владата е главниот работодавач во државата и има доминантна улога во економијата, ќе обстојуваат и можностите за корупција и таа ќе биде распространета не само на највисокото ниво, туку ќе приоѓи на пониските ешелони на власта. Така што дефинитивно ако новата политичка гарнитура сака да се бори против корупцијата, прво е да се зајакне казнивоста, односно да не се испраќа повеќе порака дека криминалот се исплати. Благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата. Лепосава Огњановска Ставровска, докторант по право на Европската Унија. Македонските граѓани немаат доверба во правосудството. Новата власт веројатно ќе ги следи овие реакции, откако Советот на Судскиот совет и Советот на обвинители се хорски критикувани. ВМРО ДПМН иницира промени во изборот на нивните членови. И токму пред конституирањето на новата влада, експертската група на претходната власт понуди неколку решенија. Академик Владо Камбовски смета дека нема потреба и дека решението за целосно разрешување на Судскиот совет и Советот на обвинители не е главно решение. Во ова издание на Тренинг соговорник ќе биде Александра Цветановска од председателка на Сдруженијето на млади правници. Господја Цветановска, дали препораките од експертската група на ЕУ, која не смета дека главното решение треба да се бара преку целосно разрешување или распуштање на Судскиот совет, всушност кореспондира и со ставот на работната група која работеше околу реформи во македонското правосудство, а на чие чело седи академик Камбовски. Ставовите се слични. Експертската група, односно оценската мисија која што дојде тука да оценува работата на Судскиот совет, даде повеќе од 40 препораки како да се надминат состојбите во Судскиот совет. Ние бевме сведоци, особено минатата година, какви се скандалозни случувања имавме во Судскиот совет, кои што мислам дека дополнително ја нарушија довербата која што имаат граѓаните во правосудниот сектор. И ние како и организации, како и Blueprint групата, апелиравме да си дадат оставка членовите на Судскиот совет, оставка како еден морален и етички чин. Но, знаеме какви се случувања имаше, таква оставка немаше како колективно тело. Сега, значи, оценската мисија, препораките кои што ги даде по нашите информации, дека голем дел веќе ги спроведува Судскиот совет препораките, а истите кореспондираат со тоа дека се уште има надеж, односно дека треба да се работи активно за да се подобри состојбата на Судскиот совет. Збориме во составот како што е сега Судскиот совет. Законот, новиот закон е веќе завршен.
значи имаме веќе нацрт, конечна верзија на законот, кој што пак нуди и е во насока на веќе препораките на Венецијанската мисија, нуди некои нови измени кои што се однесуваат на работењето на судскиот совет. Факт е дека треба да има промени. Ние кога повикавме на оставка, сметавме дека тоа ќе биде како еден етички и морален чин, затоа што сметавме дека тоа што се случуваше во судскиот совет навистина ја поткопа довербата на граѓаните, затоа што знаеме дека судскиот совет која важна улога има и вие ако немате доверба во телото кое што ги избира и разрешува судиите, што размислуваме тогаш дали како би имале доверба ние во самите судии кои што ги носат одлуките. Многу долго време спроведуваме некакви политики и стратегии така натака, така да мислам дека ако се почне да се делува во секој случај со било какви промени, дека би можело да го зацврстиме принципот на владење на правото, затоа што очигледно е подкопан. Очигледно е дека луѓето немаат доверба во институциите, а особено немаат доверба во правосудството. Многу често знаеме да слушнеме луѓе кои што имаат некаков правен проблем, но не сакаат да поведат постапка затоа што немаат доверба. Јас се надевам дека се тоа ќе се сузбие затоа што веќе се работи во однос на било какви промени да имаме во тој аспект. Кога велите дека се потребни промени во работата и начинот на функционирање на судскиот совет, но при тоа смета дека не е добро решение да се прави радикален рез. Кое е решението според вас? Видете, се направија доста измени. Например, 2019 година, оние кои што се членови како председателката, односно председателот на Врховниот суд, како и министерот за правда им се одзема правото на глас. Они се сега членови во судскиот совет по функција. Се донесува некакви измени за да се сузбие она политичко влијание, да било какво влијание има. Но треба промени од аспект на тоа како се избираат оние членови од страна на собранието. Ние предложивме и во многу документи анализираме на кој начин тие се одбираат. Знаеме дека тројца се јавуваат на оглас, двајца се предлагаат од страна на председателот на државата, но тие треба да бидат истакнати правници со веќе докажен интегритет, знаење, експертско мислење, односно експертско знаење, некаква заднина. Ние сметавме дека таквите членови во собранието треба да се избираат како што се избираат членовите на Комисијата за спречување на корупција, Комисијата за заштита од дискриминација, дека треба на еден јавен и транспарентен начин да ги видиме тие луѓе, затоа што 8 членови од страна на судиите знаеме на кој начин се бираат, си гласаат судиите така натака. Но овие 5 члена е нужно да ги види јавноста, да ги видат претениците, да знаат за кого гласаат и кого го ставаат во член на судскиот совет. Така мора да се внимава да не имаат никаква партиска позадина и политичка позадина, било каква врска со дали сегашната или минатата власт и така натака. Значи најважно е се да има една транспарентна постапка. Ние понудивме некакви солуции, понудивме решенија, затоа што очигледно дека ние мораме довербата во правосудството да ја вратиме пред се со судскиот совет. Значи мораме да почнеме од негдека. Доколку ние ги следиме препораките кои што ги дадовме како блупринт група, оценската мисија, извештајот на Европската унија, ние ќе можеме да постигнеме многу. Го спомнавте резот, односно дека не треба нагли чекори, да, затоа што сметаме дека никаква нагла промена и нешто кое што би донело до некакви нагли промени нема да вроди со плод, како што се очекува. Затоа што најпрво треба да се направи анализа обсежна за тоа какви чекори треба да се преземат во однос на членовите на судскиот совет и работењето. Го спомнав претходно законот, спомнав дека веќе се работи на измени, дека прво уставно, согласно уставот, вие не може да го прекинете мандатот на членовите на судскиот совет со закон, затоа што мандатот на членовите си е во уставот, како уставна категорија. Вие во една прилика видите не е пожелно со секоја власт да се менуваат законите и уставот, кога се во прашање решенијата за судовите, изборот на суди и судскиот совет. Дали ова најава од новата владеачка гарнитура дека е потребно сериозна промена или прочистување во судскиот совет и советот на обвинители е всушност погрешен модел? Ваквата нагла промена, без проценка на влијание на регулативата, без било каква обстежна анализа,
со еден рез вие да донесете таква нагла промена каде што ќе ги смените сите членови или ќе доведете до некакви големи промени, не сметаме дека е добра, особено затоа што треба да се направи, како што спомнав, некоја поопсежна анализа. Не може, значи законите апсолутно треба да се менуваат. Законите секогаш треба да одиме понапред, да чекориме патот кон Европската унија, треба да сме во согласност со ЕУ легислативата да не се законите. Тука е неспорно дека законите треба да одат напред, особено при имплементацијата кога ќе увидите дека некој законско решение не е соодветно, апсолутно веднаш треба да се иницира таква промена. Но во однос на судскиот совет дека треба внимателно да се разгледа како може да се смени составот на судскиот совет, на кој начин и сепак да се разгледа во аспект на тоа кои членови треба да седат во судскиот совет. Дали судии кои што се јас веќе неколку пати спомнав, со највисоки етички вредности, со морален интегритет, без политичка и партиска позадина, кои што го познаваат правото и го почитуваат правото. Ние минатата година имавме такви случувања во судскиот совет да имаше флагрантно кршење на законите со разрешувањето на председателката, па избор на озаконија незаконитата одлука за избор на нов председател, така да имавме навистина скандалозни случувања кои што го ведува прашањето дали ние во судскиот совет ги имаме луѓето кои што треба да ги имаме таму. Дали внесувањето на докажани универзитетски професори, адвокати може да е подобрат состојбата во македонското правосудство и да го подобрат имиџот кај делителите на правдата, а со тоа и да се врати довербата кај граѓаните, дека сепак правната сигурност може да профункционира. Апсолутно. Значи да се луѓето кои што се таму, односно кои што треба да бидат таму, да бидат истакнати правници. Многу често таа дефиниција ја немавме, но се работи на тоа да бидат луѓе кои што имаат знаење, имаат познавање, имаат стручност, имаат на некој начин визија за тоа како можеме да ја вратиме довербата во правосудството и со своето наработење ќе го покажат тоа. Зошто подолг период кај судско-обвинителската елита за судско-обвинителската елита преовладува мислењето дека имаат блиски конекции со извршната власт, дека прогледуваат низ прсти за големи случаи. Многу често бевме сведоци, јавноста беше сведок дека голем број на судски предмети се држеа во ФИОК со цел тие да застарат. Каде го гледате изворот на ова негативна тенденција? Ако правите анализа на некакви пресуди, ќе видите во однос на долготрајноста на постапката, потоа земањето на сите докази во предвид, но апсолутно ние не можеме да го впериме прстот само кон судската власт. Затоа што ние имавме измени на кривичниот закон, кои што доведеа до тоа дека судиите треба да ги имплементираат законите. Значи не може само довербата во правосудството да се впери во самите суди, кога они само ги имплементираат законите. Например, со кривичниот законник тоа што се направи, тоа е подкопување на принципот на владење на правото. Тоа е нешто за кое што ние буквално во повеќе од 40 постапки настапи апсолутна застареност. Нешто на кое што обвинителите, судиите работеле, буквално падна во вода, народски кажано, затоа што се донесоа такви измени за кои што судиите и реално немаа влијание. Тука беше собранието, ние како Blueprint група апелиравме и до председателот на државата тогашен да не се подпишува указот за таквите измени за законот. Апелиравме до сегде каде што можевме јавно, но за жал така да не е секогаш прстот не треба секогаш да го впериме во судиите, туку треба да го впериме и во оние кои што ги носат законите и оние кои што ги прават политиките во однос на како ќе се постапува. Јас пред некој ден и нагласив дека судството е третата власт, дека нема потреба од извршната власт, законодавната да се мешаат во било каквото работење и постапување во однос на судската власт, а со самото тоа и да не се даваат изјави и да не се прават на некој начин со тие изјави притисоци кон оваа власт, затоа што сепак правосудството треба да остане издвоено од се,
Треба да остане на некој начин лицето на правдата и да биде онај принципот на владењето на правото да се сочува. Сите најчесто се фокусира и на состојбите во судството, но што е со јаловите обвинителни предлози, со немокта на МВР да се сервисираат цврсти докази со адвокати и извршители кои се дел или се во алката на корумпираноста? Видете, корупцијата, веќе имаме многу години зборуваме во однос на реформите, во однос на дали имаме раст на корупцијата, на коруптивни действија и така натака. Во однос на обвинителството веќе имавме ние во неколку наврати тоа дека пример конкретно за Советот на јавни обвинители, дека навистина треба да биде многу повеќе транспарентен во однос на своето работење, а во однос на постапките, сведоци сме дека корупцијата е навлезена во нашиот систем, но дека доколку почнуваме од тоа дека ќе ставаме на функција луѓе кои што ќе имаат морален интегритет, тогаш мислам дека коруптивните действија ќе се намалат, а секако тука е и неказнивоста која што мора да заврши и сите да одговараат за своите дела. Недела еден фрапантен податок, со фрапантен податок излезе Стопанската комора на Македонија, дека 8 од 10 македонски компании биле принудени да дадат подкуп за да им биде завршена работата. До кога митоманијата кај нас ќе биде модел на функционирање? Додека не поведуваме судски постапки, додека не се санкционираат. Доколку само изјавуваме и кажуваме дека имаме притисоци, дека корупцијата владе, доколку не ги поведеме постапките и да се избориме на тој начин, мислам дека нема да имаме никаков напредок. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Следете разговор со Александра Цветановска, председателка на Сдружение на млади правници. Неделава се одбележаа 9 децении од раѓањето на Петре М. Андреевски. Академик, новинар, поет, писател, што го манипира во апостолите на современиот роман и поезија. За критичарите и истражувачите на современата македонска литература, романот Пирај. Племето наше е Пирај и него ништи ни една војска. Колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак оживува. Ке потера. Дали оваа тестаментална порака во Пирај е литература или убеденост во националниот непокор? Ова прашање и дилема е за почеток на мојата вечерашна соговорничка Оливера Ќорвезиовска, една од приредувачките на книгата посветена Книга за Петре. Добре дојдовте, ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. И на почеток, моето прво прашање е племето наше е Пирај и него ништи ни една војска. Колку сакаш, кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак оживува, ке потера. Оваа негова мисла, како и денеска да е актуелна. Без друго, ова е еден код на македонството и сите сме научени да се сместиме себе си, да се ситуираме во овие извадоци од Пирај. Впрочем, да се ситуираме сите како народ, како нација, да се идентификуваме со книжевното писмо на Петре М. Андреевски. Така што тоа што е наследство од Петре Андреевски и сето ова што го правиме подоцна, значи и по неговото физичко заминување, е некој наш тестамент, некоја наша должност и чест да продолжиме оттаму, од каде што застана со своето пишување Петре М. Андреевски. Што за вас остави белек или печат во времето на неговото дејствување, творење? Јас ја немав таа можност и привилегија да го познавам лично Петре М. Андреевски, но откако знам за себе, веројатно како сите луѓе што се занимаваме со оваа работа особено, што сме студирали и изучувале книжевност, секогаш ни бил некоја величина, не би рекла недосеглива, но би рекла една посакувана величина во секаков контекст и општествен, не само книжевен. Така што нашето книжевно образование, кое што на генерациите зборува мои, па и подоцнежни,
како да имало некаков императив дека мора да ги познаваме и своите предци, базата во книжевноста во Македонија, за да можеме да продолжиме да создаваме, без друго, треба да се потпреме или да укажеме доволен респект на сето она што било зад нас. Ако ни се поклопеле времињата творечки, тоа е само една привилегија плюс. Но еве сме денеска во моментот, физички денеска се 9 децении од раѓањето, баш денот 25 јуни, од раѓањето на Петре Андреевски и чествувањето на нашите најдобри дејци, најдобрите меѓу нас, може да има различна форма. Што повеќе ве инспирира кај Петре М. Андреевски? Нарацијата со говорот и речта на народот или поетиката во неговите стихови и реплики? Не би можела тоа да го издвојам. Впрочем, и кога ја приредував книга за Петре, многу размислував дали да ставиме акцент на едно нешто од неговата творечка појавност и сватив дека не може да се оддели, бидејќи не можеме да кажеме што ни е позначајно од Петре М. Андреевски, расказите, романите, неговата поезија. Значи, целокупното творештво на Петре Андреевски всушност ни беше некоја предложка на која што сакавме да направиме наративен првенствено омаж, бидејќи под насловот на оваа чествувачка антологија е Сите лица на расказот. Значи, само во овој проект ставаме акцент на расказот, една форма која што е типична, но не единствена за творештвото на Петре М. Андреевски. Секоја негова реченица, стих или драмски диалог има по некоја антологиска мисла. Еве дел од безвременските цитати кои вака ги издвоив. Кога ја љубев Дениција, како да калемев светлина во мракот. Или Пирај, пријателот ти е роднина, кога самиот си го избираш. Од романот Тунел, сега дури сваќам дека и среќата и несреќата ги разбираме откако ќе не нема со кого да ги делиме. Или зошто лошото време го прават лошите луѓе. Вашите цитати се всушност базата, невидливото всушност врз кое се напишани, врз кое што се потпираат сите раскази во нашата книга за Петре. Ова е една идем пер идем постапка, значи пишувавме нова проза врз основа на претходното творештво, на секому знајното творештво на Петре Андреевски. И морам да ви кажам дека се добија многу интересни резултати, бидејќи писателите кои што учествуваа, сите 19 во книга за Петре, не ги знаеа расказите на другиот, додека ги пишуваа. Секој пишуваше само сопствен расказ, а потоа уреднички, јас како приредувач имав привилегијата да ги гледам сите, и видов едно чудесно преплетување, бидејќи повеќемина современи писатели пишувале, например, за еден расказ, или за една реченица што велите, или за еден конкретен цитат од неговото творештво, и очекувам и самите автори во книга за Петре, која ќе ја читаат како целина, да може да видат какви се тие чудесни преплетувања, чудесни навраќања на она што е колективна меморија, на она што е заедничко обожавање и чествување на творештвото на Петре. Колку сите го знаеме всушност, за да можеме да надоградиме на него собствена книжевност. Поетската книга Дениција е објавена 1968 година во време на студентските бунтови. Таа револуционерна година југословенските тајни служби беа потресени од така наречениот македонски национализам. Стихот тогаш гласеше: кога ја љубев Дениција, како да учествува во создавањето на првата македонска држава, вели Петре М. Андреевски. Колку Андреевски беше дел од јадрото на македонскиот патриотизам, како Блаже Коневски, Анте Поповски или пак Гане Тодоровски? Без друго, тоа се нашите дејци кои што оставија трајно наследство, ни овозможија да се идентификуваме самите со себе и со нив и со својот народ во минатото, низ времињата во сегашноста и во иднината. Тоа е тоа јадро на македонството, на нашинството, на јазикот и на културната и секаква свест во најширока смисла. Јас секогаш се држам за она што е моја лична субспецијалност и интерес, тоа е книжевноста, но сето ова што го кажувате, со кое што без друго се согласувам, е предадено на еден начин и преку собствената книжевност, бидејќи писателите во основата
имаат еден ангажман социјален, политички и секаков, но преку своите дела. Така што македонството на Петре Андреевски, како и на другите дејци кои што ги спомнавте, на Анте Поповски и на Гане Тодоровски, ни остануваат во една капсулирана форма преку неговата книжевност и тоа е вистинското културно и книжевно богатство на овој народ, на нашиот македонскиот народ. Вие имате објавено, речиси, 15 книги и една, мисля сега ќе прочитам од вашата книга «Критика» или «На полпат молк». Објавување критика или проза на собствен приватен профил е исто како шивачка да излезе со својата машина од работилницата и среде плоштад, да крпи, да шие, коригира што кому му треба. Излегувањето на занаетот од дуќанот е сериозен проблем за професионализмот што во нашата земја. Како едноставно веќе да го нема. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што вистински го знае и умее. Јас сум љубител на социјалните мрежи. Не сум човек кој што смета дека социјалните мрежи го загрозуваат издавачкиот простор. Но од друга страна сметам дека социјалните мрежи и приватните профили не може да бидат единствени да го исклучат она што е базично во нашата професија. Значи, треба да водиме сметка за балансот на едното и на другото, или самата себе си да се парафразирам од мојата последна критичка книга. Значи, шивачките може би надвор од својот занает, може би може да интервенираат нешто, меѓутоа не може да бидат надвор од своите дуќани и да работат кому што му треба. Но ова е една тема што би сакала вака да ја насочиме конкретно за книгата, која што е предмет на интерес, и малку чувствувам потреба сепак да се надоврзам и јас на вашата прекрасна емисија и разговор на Сергеј Андреевски, со Сергеј Андреевски, кој што и јас ја знам, веројатно како и повеќето гледачи на вашата емисија. Сакам да кажам дека книга за Петре сметавме оти нема да е целосен производ и немаше да ја долови лирската димензија, доколку не го ангажиравме и Сергеј Андреевски да биде дел од проектот, така што и корицата и внатрешните илустрации во книгата се дело на Сергеј Андреевски. Ова не е исклучок за нашата издавачка куќа, бидејќи Арсламина објави цела едиција преиздадени книги на Петре Андреевски, каде што ликовното лице на претходните книги од едицијата беа на Воскресија Андреевска, на внуката на Петре Андреевски, а овој пат 10-та книга во едицијата, нашата книга за Петре, е со ликовно лице на неговиот син. Во тоа заедништво на семејството Андреевски сметам дека е пратен еден символ, една порака, дека правиме лирски омаж, правиме нешто што го засега лично семејството, но и сите нас заедно. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што е вистински го знае. Дали мора да сме принудени да се прилагодуваме на амбиентот во кој функционираме и да работиме се и сешто, а не она за што сме учеле. За жал е така. Во Македонија речиси не постојат професионални писатели, иако знаеме за сериозни успеси на нашата книжевност, таа е мапирана и на светската книжевна мапа. Значи имаме имиња, имавме и во минатот, имаме и во сегашноста, денеска, наши современици, кои што се многу попознати надвор од нашата средина, отколку во нашата средина. Не мислам дека тоа е некоја ексклузивна клетва или неправда само во Македонија, такво е времето и во регионот. Малкумина писатели живеат професионално само од својата работа, но, како да ви кажа, мора да се променат нештата поаѓајќи секој од себе. Да, мораме да работиме се што е многу сериозен збор. Меѓутоа мора да работиме и работи што помалку ги знаеме, за да си дозволиме себе си, да си овозможиме да го работиме и она што најдобро го знаеме. Во балансот помеѓу едното и другото е нашата современост и мигот во кој што се наоѓа нашето општество, не само во Македонија и пошироко. Искрено се надевам дека ќе се коригираат работите, но и во ваква констелација мислам дека улогата на жртви, дека го правиме тоа што го правиме сите што се занимаваме со книжевна работа, па мораме да работиме нешто друго, треба и таа улога на жртва малку да се релативизира и преиспита,
бидејќи секоја работа во надвор од основната дејност може и да придонесе до разноврсноста и до широчината на квалитетот на оне што го работиме. Така што улогата на жртва е нешто од кое што полека треба да излегуваме и да наоѓаме други начини, да се стремиме да живееме од она што најдобро знаеме да го правиме, но априори да не исклучуваме се друго како штета, некогаш и придобивка, конкретно за писател. Следите тренинг разговарам со писателката и приредувачка на книгата Книга за Петре со Оливера Ќорвезијовска. Важите за писателка која се бори за зачувување на македонскиот јазик. Дали пречестото користење на англицизам, обидите за оспорување на македонскиот јазик, всушност отвара простор и сомнеш за загриженост околу промовирањето и зачувувањето на македонскиот јазик? Никогаш картата на вистината не била повеќе во рацете на писателите отколку што е сега. Јазикот е средство на литературата, не постои книжевност, нели, без јазик и припаѓаме на она книжевност на чиј што јазик пишуваме. Така што одбраната во наводници, немаме потреба да го браниме својот јазик, се додека имаме ваква книжевност каква што имаме, се додека имаме писатели какви што имаме, кои што пишуваат на македонски јазик. Така што одбраната, затоа ја ставам во наводници, не постои подобра одбрана од книга, од она што го правиме. Да, состојбата со нашиот јазик, со македонскиот јазик, последните години е позагрижувачка отколку претходно со тоа навлегување на англицизмите првенствено, и тоа не е лош процес во јазикот. Но треба да имаме контрола и самосвест за јазикот, бидејќи без јазикот сме никој и ништо. Но пак ќе повторам. Госпоѓа Ќорвезијовска, вистински сум загрижена за македонскиот јазик. Дури се плашам да не го изгубиме јазикот како што ги губиме граѓаните од земјата. Се грижам за граѓаните што ги губиме од земјата. Ова е извадено од поширок контекст, не велам дека не се мои зборови, меѓутоа за јазикот не се плашам. Не се плашам додека постојат писателите, ќе кажам повторно, кои што пишуваме на овој јазик. Се додека пишуваме на овој јазик ваква книжевност каква што пишуваме, јазикот нема да го изгубиме. А тоа што ги губиме граѓаните, ако малку не плаши дека со загуба на граѓаните полека и го губиме јазикот, тоа би било многу страшно, но се надевам дека тоа нема да ни се случи никогаш. Книжевноста е бедем за нашиот јазик и на него треба да бидеме сега, да го сакаме, да внимаваме и првенствено да го негуваме. Кои стереотипи најмногу ви пречат? Бидејќи вие во една прилика велите ми пречат стереотипите во општеството. Дека од стереотипите во општеството најмногу ми пречи тоа дека успешните се снајдени, а помалку успешните се неснајдени. Тоа е стереотип, ако некој е ербап и е успешен, а некој што е по-дефанзивен и неуспешен, не може да се мерат на искантар, бидејќи успехот е општествена категорија, а нешто друго подразбира и лични валенции. Стереотипите во општеството, поделбата на црно-бело, на плюс и минус, е тоа што ми пречи. Се надевам и мислам и сум сигурна дека им пречи на многумина. Значи, помеѓу црното и белото, помеѓу плюс и минус, има цели светови. Помеѓу едното и другото е всушност суштината и треба да се занимаваме со тоа. И плюсот е екстрем и минусот е екстрем. Сето помеѓу нив е нашата суштина. Бегање од проблемите, решение или само залажување? Бегање од проблемите е лесното нешто да побегнеме од тоа што не мачи. Проблемите некојаш не може да се решат, па луѓето сите бегаме од нив. Но и неучествувањето во бегството и неучествувањето во сопствената заложба се исто форми на отпор. Така што секој може да го најде патот за излегување од проблемот. Не мислам дека треба некоја специјална општествена стратегија, може би и треба, но секој треба внатре во себе да ги најде клучевите за излез од проблемот. Ова прашање ви го
поставив во насока на една ваша претходна констатација, ме вознемирува префрлавањето на одговорноста на општествените улоги и на животните обврски. Да. Кога зборуваме лош македонски јазик, сите велиме лоши се учителките, лоша е наставата. Ретко велиме дека сме лоши како родители. Па велиме виновен е за нешто некој друг, никогаш не самите. Но морам да кажам дека чувствувам потреба и фокусот на овој разговор да биде низ призмата на Петре Андреевски, а не низ моја лична призма, бидејќи се доживувам себе си, барем во констелацијата сега и во овој свечен ден на 90 години од роѓањето на Петре Андреевски, како човек кој што длабоко верува дека не постои иднина без минато, не постои нова современа македонска книжевност без почитување на традицијата наназад. И кога зборуваме за стереотипи, кога ме прашавте, повторно да го нагласам истото, не постои книжевност со најмладите писатели денеска, која што не ја знае книжевноста наназад, од која што всушност се покажала како ластар. Континуитетот во нештата е она што ни дава право на надеж дека нештата ќе бидат подобри. Не почнува македонската книжевност со најмладите писатели. Македонската книжевност трае одамна, а најмладите писатели се само фиданките кои што треба да се негуваат. Без наназад, без познавање на својата книжевна и друга историја, не верувам во никаква можна иднина, дури ни до удобна сегашност. Мора да знаете што е зад вас, за да знаете кон каде да се движите. Остана ли моќ во книжевноста која може или мора или треба да ги менува работите во општеството? Без друго, инаку не би се занимавале со ова работа. Книжевноста есенцијално носи големо количество на самобитност и на знаење. А без самобитност и без знаење не можеме да правиме ништо во општеството, секако и во книжевноста што самите ја работиме. Знаењето мора да се врати во нашето секојдневие. Знаењето, познавањето на тоа што било пред нас. Ништо не почнува со нас и ништо не продолжува со нас. Почнало одамна со нашите предци, ќе продолжи со нашите наследници. Секоја генерација е трансфер меѓу она што било и она што допрва ќе биде. Ако нема простор за сомнеш, ниту стравување околу постоењето на македонскиот јазик, зошто постојат обиди и се почесто слушаме во јавноста дека треба да работиме во зачувување на македонскиот јазичен и културен идентитет? Тоа се широки политички контексти, без друго државата мора да се грижи за тоа. Јас не се занимавам со политика, но меѓутоа не сметам дека никој од културните дејци па и писателите не би требало да биде тотално аполитичен, бидејќи не постои тоа. Значи, државата треба да има стратегии за зачувување на јазикот, но треба и секој од нас да има однос кон сопствениот јазик, кон македонскиот јазик, така што спрегата меѓу едното и другото е нешто што сметам дека треба да даде позитивен резултат. Ако самите не работиме на сопствениот јазик, не можеме да очекуваме некој друг, макар и тоа да биде државата, да работи на јазикот. Значи, воопшто не сметам никако лингвист, никако книжевник, дека треба некако специјално да го браниме јазикот. Не се брани нешто што постои. Го браниме со тоа што пишуваме на него, се надевам и врвна книжевност. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата И Тренинг. благодарам вам. Кратка пауза за реклами и продолжуваме понатаму со останатите содржини за ово издание на Тренинг. Следете на. 19 писатели во книга за Петре. Раскази и нивни видувања за делувањето на Петре М. Андреевски. Академик Влада Урошевиќ, еден од приредувачите на книга за Петре, со своји размислувања за делувањето и влијанието на македонскиот писател и академик Петре М. Андреевски, како и председателот на Друштвото на писатели Живко Гроздановски, кој припаѓа на писателите од помладата генерација. Петре спаѓа во она група некогаш млади момчиња кои кон крајот на 50-тите и во почетокот на 60-тите години на минатиот век пристигнаа од своите
Слоештици, Острилци, железни реки, Велгошти и донесоа една нова свежина во македонската литература. Под притисокот на таа огромна енергија што ја поседуваа овие тогаш млади писатели, попуштија сите догматски брани кои го спречуваа понатамошниот развиток на македонската литература во тоа време. И покрај известни отпори, таа така наречена трета генерација беше всушност оној решителен тег на вагата на вредностите, кој направи да претежне всушност книжевниот квалитет врз идеолошки ориентираните пароли. Петре беше еден од тие тогаш млади луѓе и неговото дело, кое почна да расте, веднаш ги освои читателите. Секако, денес тој е автор на едно култно дело од поезијата, Дениција, и едно култно дело од областта на романот Пиреј. Но тој е автор исто така и на многу други дела кои не смеат да бидат заборавени. Јас мислам дека неговата долга песна "Смртта на Бабарот" е една од најдлабоките, најтемните и најенигматичните песни што се напишани во македонската поезија. Петре по природа, како личност, беше молчалив човек, доста затворен, но тој влијаеше со својата литература. Таа литература најде бргу своји читатели, своји почитувачи и своји обожаватели. Мислам дека тој го покажа едниот од можните патишта по кои тргна македонската литература. Тој го донесе во прозата народниот говор. Делата на Петре М. Андреевски остана како еден траен репер за следните творци како и каде да ја бараат својата инспирација. Петре го остава, сето оно што го остава на сите писатели, пред се на сите читатели. Но оно што помладите можат да го најдат во него е можности за обновување и на сопствениот стил, и од формален аспект, и од содржински аспект. Така што и Петре е како секој друг автор, со тоа што Петре ја има таа жестокост, би рекол, барем јас така го доживувам, жестокост и природност и автентичност во неговиот стил. Од денешно време, значи, гледаме од работите, нештата, интересите што се својствени за денешниот свет и се трудиме да ги уловиме и да ги интерпретираме одново и да комуницираме со нив. Например, мојот расказ, што е во книга за Петре, е токму еден расказ што го подражава стилот на Петре. Интересно како, читајќи го Петре и преисчитувајќи го повторно Петре и неговата постапка и неговите раскази за неговиот роден крај, например, мене ми послужија да развијам еден многу подлабок и поинтимен однос со мојот конкретно, да речам, роден крај. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. До видување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте на trilling.mk.